Љубица и дедо Јордан. Некогаш во едно пријатно градче си живееше мало влакнесто кученце по име Љубица. Љубица не беше обично куче. Имаше посебен талент да го насмее сопственикот дедо Јордан. Дедо Јордан сакаше да се вртка низ кујната и да готви вкусни јадења за сите своји внучиња. Љубица, како верна придружничка, секогаш му правеше друштво на дедо Јордан. Секој ден, штом сонцето почнеше да изгрева, Љубица возбудено мафташе со кусото опавче и го следеше дедо Јордан во кујната. Дедо Јордан ќе облечеше престилката, а Љубица ќе се качеше на столицата само за неа поставена до куинската маса и ќе гледаше како се готват чуда. Прекрасната арома од готвењето на дедо Јордан го исполнуваше воздухот, а опавчето на Љубица се мрткаше лево-десно од радост. Како што минуваше времето, Љубица откри нова љубов – љубовта кон храната. Најпрво, трпеливо чекаше дедо Јордан да заврши со готвењето, а потоа уживаше во понекое залче ужинка. Меѓутоа, полека, Љубица тешко одолеваше пред искушението на вкусните мириси кои што се ширеа од кујната. Почна да се прикрадува овде-онде, кога дедо Јордан не гледаше и да лапне по некое вкусно залаче. Дедо Јордан, несвесен за тајните уживања на Љубица, продолжи да готви со љубов. Од време на време и фрлаше парче морков на Љубица, мислејќи дека тоа е здрава ужина за неговата рунтава пријателка, не знаејќи дека Љубица знае вешто да подкраднува вкусни залачиња од куинската маса. Како што одминуваше времето, почна да се случува нешто чудно. Љубица почна да се дебелее. Од живо и ситно кученце, таа се претвори во тркалезна мека топка од крзно. Дедо Јордан ја забележа промената, но ја препиша на тоа дека Љубица е среќно куче и едноставно ужива во животот. Еден ден, додека дедо Јордан подготвуваше вкусна пита со јаболка, нагло се сврте и ја фати Љубица на дело. Крадеше парченце путер, оставено на работ од масата. Дедо Јордан се насмеа на подмустак и рече: "Љубице, ти си станала вистинска гурманка, нели?" Љубица виновно ја наведна главата, а дедо Јордан не можеше да се воздржи од смеење. Откако свати дека љубовта на Љубица кон храната ја претворила во дебелка драга придружничка, дедо Јордан одлучи дека е време да воспостави рамнотежа меѓу вкусните јадења и здравите навики. Од тогаш, дедо Јордан секој ден ја шеташе Љубица. Со часови ја фрлаше омилената играчка, се до крајот на собата, за Љубица со трчање да му ја врати. Измислуваше секакви игри и активности само за неа. Љубица пак продолжи верно да го придружува во кујната, но сега столицата на која што седеше беше поставена безбодно настрана од куинската маса. И така, во градчето во кое живеа дедо Јордан и Љубица, двајцата продолжија да шират радост и смеа, создавајќи топли спомени во кујната, а и пошироко. И од време на време знае да споделат ситни закуски и да го чуваат нивното посебно пријателство. Врската изградена на љубов, храна и среќа да се биде еден со друг.